Деветоделенците од Прилеп денеска и вчера преку отворениот ден имаа можност да се запознаат со атрактивните смерови во економското училиште Кузман Јосифовски Питу, кои во последниот период доста ги привлекуваат младите затоа што веднаш по самото завршување на училиштето тие нудат можност за вработување поради соработката на училиштето за практична работа со голем број наши компании. Училиштето нуди профили со 4 и 3 годишно траење. Економските профили кои што ги нуди ова училиште, а кои што траат 4 години се економски техничар, дуална паралелка, каде децата одат на пракса во компаниите Data Economic Biro, КБЛ Конто Биро, Конфи Ангел, Металотехника и Електроелемент, а добиваат и стипендија од 3500 денари месечно. Потоа следува профилот економски техничар, бизнис администратор со зголемен фонд на часови по практично образование, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг, како и профилот референт за продажни услуги и асистент деловен администратор, кои што траат 3 години. Со 4 годишното траење најатрактивен е економскиот техничар, дуалната паралелка. Потоа имаме економски техничар, која што е основна паралелка со големен фонд на часови по практично образование. Најатрактивна во моментот тоа е паралелката која што ја промовираме од претходната година. Таа е паралелката за техничар за и-трговија и дигитален маркетинг, која што во моментот на пазарот на трудот е најпобарувана и кадрите кои што ќе го завршат овој профил се најмногу барани и најдобро платена професија е во моментот. А во нашето училиште исто така постои смер со 3 годишно образование, тоа е профилот за продавач или асистент за трговија и маркетинг, кои што ученици од овој смер по завршувањето на образованието се професионални продавачи. А предностите кои што ги нуди нашето училиште е тоа што всушност профилите, односно кадрите кои што ги репродуцираме по завршувањето на образовниот систем на 4-годишното образование, учениците можат своето место да го најдат на пазарот на трудот, а исто така од друга страна да го продолжат образованието на факултетите, односно на високиот степен на образование. Од нашето училиште исто така произлегуваат доста успешни бизнисмени кои што го нашле својот пат во бизнис секторот. Имаме успешни директори, професори, имаме успешни правници, адвокати, нотари, исто така професори. Освен економските смерови, СОУ Кузман Јосифовски Питу го нуди и правниот профил. Сакам да испратам апел до учениците кои што во иднина се гледаат како правници, како адвокати, суди, нотари, извршители, дека најдобар начин и можност е да се запишат во нашето училиште. Нашето училиште нуди широк спектар и можност на изучување на предмети, правни предмети, кои што во иднина на учениците ќе му бидат една основна и соодветна подлога при продлабочувањето на понатамошното образование на некои од правните факултети. Исто така, сакам да напоменам дека учениците во текот на целата учебна година преку учење преку работа, преку предметот учење преку работа, посетуваат практична настава, извршуваат практична настава во некои институции, кај адвокати, кај извршители и така натаму, со кои што имаат можност да го продлабочат своето знаење и да ги продлабочат своите практични вешти. Исто така сакам да напоменам дека и во текот на летото ние извршуваме феријална пракса, практична настава, која што е во траење од 10 дена, каде што учениците исто така посетуваат кај претходно наведените институции, како што кажав, или кај адвокати, нотари, извршители, практична настава. Училиштето Кузман Јосифовски Питу денеска одбра еден интересен начин на промоција на своите профили, односно преку спортски надпревар, турнир во мал фудбал помеѓу сите паралелки на деветоделенците од нашата општина. Денеска за прв пат во нашиот град организиравме еден друг начин на презентација и представување на нашето училиште со организирање на одлични спортски активности, поточно организирање на турнир во мал фудбал меѓу сите деветоделенци во нашата општина и околните места. Морам лично да кажам дека сум премногу задоволен од интересот на децата, односно пријавени беа околу 26 екипи со присуство на преку 150-160 ученици. Учениците во слободното време
организирано одат кон нашите штандови, организирани од другите професори и ги запознаваат нашите профили што се застапени во нашето училиште. На турнирот присуствуваше и председателот на Совет на општина Прилеп Дејан Продановски, кој на победниците им ги додели наградите. Третото место го освоија 9 оделенците од основното училиште Ѓорче Петров од селото Ропотово. Второто место им припадна на учениците од основното училиште Блаже Конески од Прилеп, а први на овој турнир беа учениците од основното училиште Исмаил Кемали од селото Црнилиште. Значи, економското училиште оваа година одбра да се представи на поинаков начин, на еден поинаков отворен ден пред 9 одделенците од нашата општина и од околните општини. Меѓу другото, освен презентацијата на профилите кои што ги имаме во ова училиште, би сакала да се пофалам со многобројните Еразмус проекти кои ги работиме и на кои учествуваат нашите ученици. Одлична можност за деца од сите профили да можат да учествуваат и да разменуваат искуства со деца од други држави. Ете и сега може да се пофалиме со еден нов проект кој го добивме и моментално имаме 8 ученици во Сандански кои што ќе бидат на стручна пракса 28 дена. И учениците во економското училиште ги објаснија предностите поради кои што тие се запишале токму тука. Особено тоа што училиштето нуди доста практична работа, како и соработка и можност за учество во Еразмус плюс проектите. Покрај теоретското знаење, нашиот смер нуди феријална практична настава која што се одвива во вистински компании, која што ни нуди по 3500 денари месечна стипендија. Исто така, нашето училиште е дел од Еразмус плюс проектите, каде што во моментот наши соученици се во проект во Бугарија. Јас како правен техничар можам слободно да кажам дека ние поголем акцент ставаме на правните предмети, учиме стручни правни предмети. А исто така, покрај теоретското знаење кое што го бавуваме овде во училиште, ние одиме и на практична настава, односно посетуваме еден ден во неделата, одиме кај работодавци, односно кај адвокати, извршители, нотари, во институции и во основниот суд во Прилеп, каде што нашето стекнато знаење овде го изнесуваме практично. По завршувањето на секоја учебна година посетуваме и феријална пракса. Јас како правен техничар и како ученичка овде имав можност да бидам дел од Еразмус проектите, два пати бев, еднаш во Грција, еднаш во Бугарија. Можам да кажам дека Еразмус проектите многу придонесоа за моето знаење да се зголеми, исто така англискиот јазик сега ми стана постручен и го применувам и во секојдневието. Референт за продажни услуги и бизнис администратор. Комбинирана паралелка, каде што учениците е дуална паралелка, каде што учениците добиваат 3500 денари месечно во текот на учебната година и се во редовна пракса, каде што тие се во реални компании и гледаат како се одвива тоа. Тие се стекнуваат со вештини и услови, со вештини кои што ги има секој економист и успешен предприемач. Исто така учениците од нашето училиште учествуваат во Junior Achievement и во надпреварите на масо. Поради атрактивноста на профилите, очекувањата се дека оваа година ќе има навистина огромна заинтересираност за запишување во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу од Прилеп.